За потенцијалот на Македонија за развој на руралниот туризам ќе зборуваме и во следните минути со нашата денешна гостинка Тања Георгиевска, заменик директор на швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ. Тања, добар ден и добре дојдовте. Добре, најдо, благодарам на поканата. Многу пати сме зборувале дека Македонија има одличен потенцијал за развој на руралниот туризам. И можеби развојот на руралниот туризам треба да предничи кога станува збор за развој на туризмот воопшто во Македонија. Го користиме ли потенцијалот што го имаме? Секако би кажала, тоа го видовме на претходните прилози во емисијата, руралниот туризам и во светот и кај нас е една од најзначајните и најбрзо растешките, да речам, форми на туризмот, и во тој дел може би е важно да се каже дека она што ние во делот на туризмот како програма го работиме, програмата Патем веќе делува 12 години, се фокусира на одржливо земјоделие и одржлив туризам. И низ овие години се обидувавме да помогнеме во искористување на овој потенцијал кој што вие го споменавте. Секако руралниот туризам се базира на оние постулати на одржлив туризам. Тука би сакала да ја нагласам што и некои од претходните говорници го кажа, тоа балансирано управување на туристичките потенцијали. Што точно станува збор? Значи, руралниот туризам, одржливиот туризам бара автентичност, бара грижа кон природата, бара грижа кон нашето културно наследство, бара вклученост на разни чинители во таа локална заедница, но најмногу од се важни се и економските придобивки за заедницата во која се делува. Низ годиниве можам да кажам дека имаме доста добри успешни приказни што се однесуваат на, да речам, активен вид на туризам, каде што се вклучува и руралниот, би го спомнала битолскиот дел на Мариово, каде што зборуваме за една интегрирана понуда, на еден баланс меѓу туристот, посетителите, локалното население и природата сама по себе. Околните села во битолското Мариово, Евезович, например, имаат разноликост во својата понуда. Имаме пешачење по речното коридо или повеќе познато како каньонинг, кое што може да се користи, пешачки патеки, велосипедски патеки, може да бидете дел од сценографијата од филмовите на Милчо Манчевски, затоа што тука е нели познатите сцени од неговите филмови, а најмногу од се автентичноста на храната, која што се нуди нели во Зович. Би го спомнала и Орман во близина на Охрид, значи агротуризмот тука добро се развива, имаме добри сместувачки капацитети со дегустација на мед, со дегустација на, да речам, на земјоделски производи, Габрово во Струмичкиот регион, Маврово, селата под Љуботен се исто автентични во својата понуда што ја имаат, но она што е многу важно и што треба да го имаме во предвид е како да интегрираме таа понуда што постои. Значи како, доколку јас бидам сместена во Мариово, кои се активностите кои што можам да ги правам покрај, да речам, каньонингот. Го имаме коридорот Т75 кој што многу се развива во делот на винскиот туризам. Малите семејни винари земаат замав, се повеќе се промовираат, но покрај дегустацијата на нашето одлично вино што го имам и гостопримството кое што го споменуваме, што повеќе можам да правам? Дали можам да одам во Демир Капија да искачувам карпи? Или па можеби одам на некоја велопатека заедно со нели чинителите кои што тоа го нудат како туристичка понуда. Се е тоа важно да се направи таа интегрирана понуда, но и јасно да се доближи како до домашниот турист, затоа што сите од нас се туристи нели секојдневно, но и на странските туристи кои што се повеќе сакаат да го истражуваат, да ја истражуваат Македонија и да го искусат овој вид на туризам.
Со развој на одржливото земјоделство и агротуризмот се отвораат нови можности за приходи, нови работни места и нова надеж за младите луѓе да останат во своите родни места. Може ли на овој начин да го спречиме одливот на млади луѓе од земјава? Секако дека може, оние рамки што ги нуди, да речам, руралниот туризам или активната форма на туризам, многу повеќе им лежи, им одговара на младите. Зошто? Затоа што они се надвор во природата, тие сакаат пофлексибилно работно време, успеваат да го балансираат она што се вели работа и задоволство, или бизнес и pleasure, и ги следат трендовите, светските трендови кои што се случуваат. И секако во изминатиот период забележавме доста примери на млади луѓе кои што од хоби или од спорт почнаа бизниси и живеат од тоа. Има разни примери, имаме успешни приказни кои што на млади луѓе кои што го наследуваат бизнисот од нивните родители, како семејните винари, но имаме и примери кои што на млади луѓе кои што од урбани средини одат во рурални. Градењето на една одржлива туристичка дестинација не е резултат само на индивидуални напори. Кои се алките во синџирот што треба да се зајакнат? Ова е одлично и многу релевантно прашање и би сакала посебен акцент да му дадам на ова, затоа што туризмот е упатување еден кон друг. Значи во секој вид на туризам тоа би го кажала, секоја форма на туризам, но она што е многу важно е партнерството за една дестинација. Клучниот момент, да кажам, во градење на една успешна туристичка дестинација е соработката на сите чинители кои што се таму. Тука би ја спомнала општината со нејзините единици за локален економски развој, би ги спомнала невладините организации, ги спомнаат и претходните говорници, приватниот сектор, не оној само што е во делот на туризам, туку и приватни компании кои што сакаат поради својата корпоративна одговорност да придонесат кон развој на дестинацијата и може би се навратила на еден одличен пример, затоа што и самата емисија е емисија за градовите, би зборувала за највисокиот град на Балканот, Крушево. Тоа е Крушево, каде што имаме одлична соработка меѓу овие сите чинители кои што ги спомнав. Како што веќе знаете, Крушево минатата година беше избрана за најуспешна приказна во првите 100 светски приказни за одржлив туризам и паралелно на тоа влеговме во сертификација на приватниот сектор како да се подобрат сите овие постулати кои што одржливиот туризам ги бара. Значи, грижа кон средината, грижа за луѓето, грижа за културното наследство, грижа кон вработените, грижа за другите чинители кои што исто така придонесуваат кон таа интегрирана понуда и сертифициравме 11 чинители. Процесот не беше лесен, долг беше, захтевен, бараше голема посветеност на собствениците, на бизнисите и нивните вработени, но како една успешна приказна треба да се реплицира и понатаму во другите дестинации каде што има и потенцијал за ова. Ова само покажува дека ние и знаеме и можеме, само веројатно треба да сакаме малку повеќе. Тоа е многу важно. Значи, секој од нас треба да се стави во улога на турист, како што кажав и пред малку, и во улога на промотор на она што го имаме автентично, наше, како во делот на културното наследство, но особено во делот на руралните или активните форми на туризам низ целата држава. Викендов се одржа сајмот за туризам рурални домаќинства под покровителство на Министерството за култура и туризам во соработка со амбасадата на Словенија, Швајцарската амбасада, програмата ИМЕ, Земјоделскиот институт и Центарот Јавна соба. Колку сте задоволни од прикажаното, но и од интересот на граѓаните? Секако
Саемот за туризам викендов беше доста успешен, а повторно ќе кажам, успехот се должеше толку на тоа партнерство и соработка меѓу неколку чинители кои што вие ги спомнавте по покровителство на Министерството. Саемот донесе 50 изложувачи кои што беа или сместувачки капацитети, кои што нудат дополнителни форми на активен туризам или земјоделски производи кои што ги нудат изложувачите, но посетителите од друга страна пак имаа можност да патуваат низ Македонија овие 2 дена. Значи појдоа можеби од Раштак до Ранковци, Уминдол, надолу во Габрово, Паликура, да речам Пепелиште, Зовиќ, и другите, да кажам, дестинации кои што беа како изложувачи, на тој начин да се запознаат и да искусат традицијата. Одлично помина саемот уште повеќе затоа што имаше присуство на македонски туроператори кои што ја креираат понудата за странските гости. Она што сакам да го нагласам е дека овие туроператори веќе работат со некои од изложувачите, но од друга страна пак имаа можност и други да вклучат во нивните понуди, се со цел да се пренесе приказната и да се збогати таа туристичка понуда и тој потенцијал што ние го постојано го кажуваме и да се пренесе на туристите кои што се заинтересирани да ја посетат нашата држава. Се разбира, како саем сметам дека треба и да се повтори повторно, можеби надвор од Скопје, се со цел да се доближиме и да вклучиме и други чинители кои што не беа дел од минатиот викенд. Така. Тања, јас ви благодарам што одвоивте време денес, што бевте дел од емисијата, но во разговорот кој што го имавме пред емисијата ни дадовте толку многу идеи за се она што вие како швајцарска програма го поддржувате, така што еве ви ветувам дека ќе се гледаме многу често и ќе зборуваме на интересни теми како се со цел како да ги развиеме можностите што Македонија ги нуди кога станува збор за туризмот. Секако со задоволство. Ви благодарам многу на поканата.